Владата и ССМ остануваат на диаметрално спротивните ставови кога станува збор за минималната плата и стандардот на работниците и по последната седница на Економско-социјалниот совет која се одржа денеска на Илинденска број 2. Владината кошничка, иако најавувана, се пролонгира до крајот на годинава, а останува нејасно дали синдикатите и останатите членови на советот дале зелено светло. Министерот Дурмиши вели дека ги чека во писмена форма забелешките од синдикатите и работодавачите. Ги чекаме нивните забелешки, писмено да се обратат до кај нас, нивните предлози што имат, дополнително да се формира, таа веќе влегува во националната стратегија. Претпоставувам дека пред крајот на ова година ќе биде донесена. Од ССМ велат дека се разочарани од фактот што минималната плата не беше точка на денешната седница на Советот и има сериозни забелешки околу можноста да се подигне старосната граница за пензионирање. Тие, за сега, не дале зелено светло за владината кошничка. Потрошувачката кошничка се уште не излезена од другата страна на масата, така што имаме само некои пресметки кои што не сме ги одобрили и кои што немаат сума колку навистина чини животот на едно од 4 члено семејно домаќинство. Владата смета дека со нејзината потрошувачка кошничка ќе не убеди дека супер се живее во државата или дека нема потреба да се намалуваат цените, маржите и така натаму, наместо да гледаме можност за секој некој што исполнил барем еден услов, дали се тоа 15 години стаж или старост, да замине во пензија, ние правиме нови математики како да го умреме работникот, односно оној што е на тешки услови за работа на работното место, а при тоа да не го дочека периодот за пензија. Контролата на цените во маркетите покажала дека набавните цени за една година се зголемиле за 2,66%, продажните се зголемиле за 4,55% и во последните месеци стагнира растот на профитната маржа кај трговците. Дел од растот намала продажните цени на прехранбените производи и другите производи се зголемува поради бруто профитната маржа кој што одредени трговци ја зголемиле оваа година, односно кога се намалиле набавните цени, они не ги намалиле своите цени. На денешната седница се зборуваше за предлог законите за високо образование, односно за прилагодување на високото образование кон потребите на пазарот и бизнис секторот.